По повод денот на ослободувањето на Скопје, 13 ноември, представници од собранието, владата, кабинетот на председателката и градот Скопје положија свежо цвеќе на партизанските гробишта во Бутел и на алејата на великаните. На гробот на генерал Михајло Апостолски почит оддаде и градоначалникот Орце Ѓорѓиевски, заедно со представници од Сојузот на борци, армијата и Црвениот крст. Денот започна со традиционална средба на градоначалникот со борците од Народно-ослободителната борба. Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека нема да се согласи и на зголемување на платите во судството и обвинителството, бидејќи, како што рече, лицата таму немаат никаков рейтинг. Тој нагласи дека реформите во правосудството се сведуваат само на барања за повисоки плати, додека државата следната година треба да врати 2 милиарди евра долгови. Мицкоски додаде дека моралот не му дозволува да го поддржи тоа и дека, иако би ја донирал својата плата, очекува судиите да судат според законот. Министерството за образование и наука овозможи дополнителен рок за студентите кои го пропуштија пријавувањето за субвенциониран студентски оброк. Новиот рок трае од денеска до 16 ноември 2025 година. Пријавувањето се врши електронски на платформата elektronskiuslugi.mon.gov.mk, каде студентите треба да пополнат и прикачат подпишани образци за пријава и изјава за точност на податоците. Средствата ќе се исплаќаат во месецот по завршувањето на пријавниот период. Одделението за истраги при Царинската управа годинава поднело 174 кривични пријави против 361 физичко и 126 правни лица, над 3 пати повеќе од лани. Како што изјави директорот Бобан Николовски, делата вклучуваат царински измами, криумчарење, фалсификување документи и недозволен промет на дрога. Посебно е истакнат растот на случаите поврзани со возила. Поднесени се 89 пријави за 204 возила, при што биле вмешани и царински службеници, шпедиции и нотари. Истрагите довеле и до зголемена наплата на приходи од увоз на возила. Во Србија се подготвува нов закон за безбедност во сообраќајот со кој значително ќе се зголемат казните. Прекршоците што досега се казнуваа со 3.000 до 10.000 динари, ќе достигнат од 10.000 до 20.000 динари, а за некои поблаги прекршоци, како користење мобилен телефон или неносење појас, ќе се плаќа и до 50.000 динари. Повторен прекршок ќе носи зголемена казна до 50%. Законот предвидува и построги мерки за возење под дејство на алкохол и дрога. Ќе се постават нови радари и камери што автоматски ќе ги евидентираат прекршителите, со цел да се намали бројот на сообраќајни несреќи. Европол соопшти дека во меѓународна полициска акција, предводена од Германија, се уапсени 6 добро обучени платеници, од кои некои служеле во француската легија на странци. Тие биле ангажирани од криминална група за киднапирање на водач на ривалски клан, кој наводно украл неколку тони марихуана. Апсењата се извршени во Германија, Данска, Франција, Латвија и Велика Британија. Европол предупредува дека случајот покажува нов тренд во организираниот криминал, насилство како услуга, при што поранешни воени и полициски професионалци се изнајмуваат за криминални цели. Турција привремено ги суспендира сите летови на воените авиони С-130 по несреќата во Грузија, во која загинаа 20 турски војници. Министерството за одбрана соопшти дека сите 18 авиони од овој модел се повлечени од употреба додека трае истрагата. Експерти во Анкара ја анализираат црната кутија за да ги утврдат причините за падот. Авионот, купен од Саудиска Арабија во 2012 година, бил редовно одржуван, а последниот сервис бил извршен пред 1 месец. Несреќата се случила при лет од Азербејџан кон Турција. Германската влада постигна договор за нов концепт на воена служба со кој сите 18 годишни мажи ќе мора задолжително да се евидентираат и да поминат лекарски преглед, додека самата служба ќе биде доброволна. Девојките ќе можат да се пријават по желба. За регрутите се предвидува месечна плата од 2600 евра и субвенции за возачки испит. Ако нема доволно доброволци, Бундестагот може да воведе регрутација по случаен избор. Целта е бројот на војници да порасне на најмалку 255.000, поради зголемените безбедносни предизвици по војната во Украина. Председателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, најави дека денеска ќе бидат исплатени речиси 6 милиарди евра на Украина од програмата за економски и финансиски реформи и од украинскиот механизам. Таа изјави дека за траен мир е потребна силна и независна Украина и порача дека Путин погрешно се пресметал ако мисли дека Русија може да победи со време. Фон дер Лајен ги повика европските земји да го искористат потенцијалот на замрзнатите руски средства за финансирање на Киев и ја истакна неопходноста Европската унија да биде брза и иновативна во економијата и енергетската транзиција. Таа порача дека декарбонизацијата и конкурентноста мора да одат рака под рака. Американскиот председател Доналд Трамп го потпиша клучниот буџетски закон, со што заврши 43-дневната блокада на федералната влада, најдолга во историјата на САД.
Затворањето произлезе од спор меѓу Белата куќа и Конгресот околу буџетските приоритети. Новиот закон обезбедува финансирање до 30 јануари 2026 година, што значи дека преговорите ќе продолжат на почетокот на следната година. Во текот на блокадата, стотици илјади државни службеници останаа без плата, националните паркови беа затворени, а авиосообраќајот беше нарушен поради штрајкот на контролорите на летање. Иако кризата е привремено решена, политичките тензии околу буџетот се уште не се надминати. Од Велика Британија стигна сериозно предупредување. Моќна сончева бура, наречена канибалска, се движи кон Европа. Таа буквално се нахранила со претходната бура и сега е најсилна во последните 20 години. Научниците предупредуваат на можни прекини во GPS, комуникации и струја, но и спектакуларна аурора бореалис, видлива и над делови од Европа. Сончевите бури се резултат на огромни експлозии на енергија од сонцето кои го нарушуваат магнетното поле на Земјата. Или, како што велат експертите со доза хумор, сонцето повторно кликнало на апдейт. Времето денеска наутро ведро и студено. Во текот на денот претежно сончево со мала локална облачност. Ке дува слаб ветер претежно од северозападен правец. Во Скопје сончево време со мала до умерена облачност и со слаб северен ветер. Според најавите од Управата за хидрометролошки работи, следува период на стабилно и суво време со постудени утра. Во текот на денот ќе преовладува сончево време со мала до умерена облачност. По одделни котлини ќе има услови за појава на магла.